Фудбалскиот клуб Брегалница од денес доби ново засилување во пресрет на новата полусезона. Официјално Марко Вучетич од Република Србија денес го стави потписот на договорот со фудбалскиот клуб Брегалница и ќе биде новото засилување на клубот. Како што изјави председателот на фудбалскиот клуб Брегалница Ангел Бојаджиев, новото засилување во зимскиот преоден рок ќе се обиде да му помогне на клубот да опстане во првата фудбалска лига. Денес и официјално потпиша за фудбалскиот клуб Брегалница Марко Вучетич, фудбалер од Република Србија со богато работно искуство во својата кариера. Знаете дека претходно играше и во Брегалница, фудбалер заден везен, кој во овие тешки моменти со неговото големо искуство и неговиот професионализам ќе помогне да Брегалница издвои победа во купот и опстане во првата фудбалска лига. Вучетич има богата интернационална кариера, кој досега ги има носено дресовите на повеќе домашни клубови во Србија, а играл и во Турција и Литванија. Фудбалерот е познат на штипската јавност, бидејќи претходно 2 години има играно и за фудбалскиот клуб Брегалница. Нашата цел ќе биде да се бориме клубот да опстане во првата фудбалска лига, да играме во финалето на купот и секако да го освоиме, изјави Вучетич. Драго ми е што сум поново. Драго ми е што повторно сум во Штип и во фудбалскиот клуб Брегалница. Се надевам дека ќе успееме да ги оствариме своите цели во наредната полусезона, а тоа е опстанок во првата лига и да бидеме во финалето на купот и секако да го освоиме. Како што каже и председателот, се ми е познато, го знам овој град, играчите, така да нема потреба да се прилагодувам и можам веднаш да се вклучам. Овој град са играчи. Во претходната полусезона бев во Србија. Мојот последен клуб беше клубот Бежанија. Играв и во 2-3 клуба во Србија, како и во Турција и Литванија. Тога сам био во иностранство у Турској и у Литвани. Инаку фудбалскиот клуб Брегалница покрај подготовките за новата полусезона доби официјален веб-сајт на клубот, каде што сите љубители на фудбалот може да се информираат за сите новитети на клубот.